Регионални вести за 8 октомври 2015 година. Откако во март започна реконструкцијата на градскиот стадион во Тетово, пред крај е првата фаза. Првите надпревари се очекува да се одиграат кон крајот на ноември. Пред крај е првата фаза од реконструкцијата на градскиот стадион во Тетово, односно поставување на нова трева и дренажен систем. За да се запознае со текот на работите во посета на Тетовскиот стадион, денес беше градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Во текот на мај е направена модерна дренажа на стадионот и после тоа исто така во текот на месец јуни до крај на месец јули е направен и резервоар за вода за да може да има можности за наводнување и одржување на истото. Веќе како што гледате исто така е фрлено првото семе на тревата, сега веќе во септември е осемено и за вториот пат. Според стандардите на ФФМ ќе треба да има 3 косења на тревата за да се добие дозвола да се играат надпреварите во стадионот. Првото косење на тревата е предвидено за 15 октомври и се предвидува третото косење да биде некаде пред последната недела на ноември за да се добие можноста да се играат и надпреварите тука. Ние веќе ја завршивме, го предадовме на ФФМ, дадовме исто така и дозвола на осветлувањето, на теренот со рефлектори, што ќе овозможува исто така игрите, надпреварите да се одиграат во сите и во текот на денот и во текот на ноќта. Исто така тревата која е засадена овде е трева која е во користење и во сите периоди на годината, и во зимскиот период и во летниот период. Општината преку јавно-приватно партнерство ќе ја продолжи реконструкцијата на трибините и подтрибинскиот простор. Работиме за спремање на документацијата за јавно-приватно партнерство за да можеме да стигнеме до регулација на целиот стадион. Финалните работи, како што денеска гледате, се одвиваат во овој останатиот дел кој треба да ја направи ограничувањето меѓу теренот и другиот дел на стадионот. И со задоволство сакам да истакнам дека после, да не кажам многу години, туку после децении, екипите и симпатизантите на фудбалот во Тетово добиваат модерен терен и едно перспективно, темелито можност за реконструкција комплетно на градскиот стадион во Тетово и се надевам дека спортскиот дух ќе надвладее во сите надпревари кои ќе бидат одиграни овде во овој стадион. Средствата се издвоени од Федерацијата, од ФФМ и исто така за другиот овој дел, ограничувањето се средства на општина Тетово, додека за целосната реконструкција ќе одиме со проектирање на јавно-приватно партнерство за да можеме да го затвориме целиот проект. До сега имаме 800.000 евра само е теренот и плюс и другата инвестиција, тоа стига до некаде 1,5 милиони. И затоа тоа е голема инвестиција, затоа сметавме дека и физибилити студијата која беше направена укажа дека е добро да се оди на јавно-приватно партнерство. И стига до некаде 1,5 милиони. Со јавно-приватно партнерство ќе се доградува трибината? Да, ќе се покрие целиот. Да. Затоа тоа е голема инвестиција, затоа сметавме дека и физибилити студијата која беше направена укажа дека е добро да се оди на јавно-приватно партнерство. Осветлението кога ќе биде поставено? Ние, како што реков, дадовме дозвола за тоа, дадовме проектот и очекуваме тоа исто така брзо да се работи со темпо заедно со завршување на косењето на тревата. На спортскиот терен на градскиот стадион во Тетово првите надпревари се очекува да се одиграат кон крајот на ноември. Реконструкцијата на стадионот започна во март во програмата Хет-трик, во која се вклучени општината и Фудбалската федерација на Македонија со финансиска поддршка на Европската фудбалска федерација УЕФА. Лидерот на НСДП Тито Петковски смета дека Тетово трпи последици од нездравите релации меѓу партнерите на владеачката коалиција, ДУИ, ВМРО, ДПМН. Според него, тетовци треба да поднесат тужба пред Меѓународниот суд за човекови права, поради немање на елементарни права за живење во чиста човекова средина. Тетово трпи последици од нездравите релации меѓу партнерите на владеачката коалиција ДУИ, ВМРО, ДПМН, смета лидерот на новата социјалдемократска партија Тито Петковски.
Според него тетовци треба да поднесат тужба пред Меѓународниот суд за човекови права поради немање на елементарни права за живење во чиста човекова средина. Тука се рефлектира практично она, јас би рекол, чисто клиентелистичка релација помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМНЕ. Ако ДУИ успеа во градовите кај што подолго време имат нивни градоначалници да имплементират огромна сума на пари во градење на инфраструктура. Зошто тоа господин Али Ахмети ДУИ не го направија за Тетово? Тетово е град кој што се гуши во Чад. Да не говорам, тие луѓе едноставно имат право да излезат пред Меѓународниот суд за правда, да барат повреда на човековите елементарни права, да живеат во здрава човекова околина, да немаат вода при онакви прекрасни природни услови и предиспозиции што ги има. Да имате едноставно сообраќај кој што се загушува, не може да функционира. Ја мислам единствено и заради тоа што господин Ахмети и ДУИ во целина не се способни да направат нормална релација на односи со ВМРО ДПМНЕ, туку стана нивни слуги, стана играчка во рацете на Никола Груевски и поради тие причини мислам дека албанците сега треба да отворат 4 очи па да направат анализа. Како беше порано, како е од моментот кога се здружија на криминална основа Али Ахмети и Никола Груевски, и дека на преден план им беа само парите и интересите, вработување на своји блиски, а не Тетово. Тетово по сите потенцијали со предиспозиции кој што располага, треба да биде високо развиен град, а вие да немате елементарни услови за живот, да немате вода, да биде загадено сето тоа, да имате улици раскопани и така натаму. Мислам дека се е до политиката. Ако Тетово се смета дека е најсилното упориште на албанскиот политички кампус, во овој случај начело со ДУИ, Тетово требаше да зрачи со надеж за подобар живот на сите луѓе тука живеат. Значи имате една крајно стерилна, неуспешна политика која на Тетово практично не му обезбеди ништо. И затоа мислам дека не само албанците во Тетово, македонци, турци, сите што живеат, треба сложно да погледнат сега заедно која е таа политика, која е таа партија која што направи најголема штета на градот и да си гласат по своје уверување за оние кои што покажале, ветуваат и одговорност дека имат и знаење, и способност, идеи, инвенција, нешто да направат во овој град, да се живее, можеби втори или после Куманово трет по големина град, да се живее пристојно, барем од елементарните човечки услови. Целосното интервју со лидерот на НСДП Тито Петковски, во кое ги коментира најактуелните политички случувања, ќе имате можност да го гледате на програмата на телевизија КИС денес по завршувањето на првите регионални вести. Трибина под наслов Превенција од семејно насилство организираше Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. За оваа неретка појава во општеството зборуваа медицински лица, психолози и социјални работници. Со цел луѓето да се едуцираат и охрабрат отворено да зборуваат за семејното насилство, Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Тетово синоќа пред своите сограѓани одржа трибина на која се говореше за оваа се почеста појава. Пред присутните своји излагање има психолози, социјални работници и медицински лица. Ова е појава што често се случува, дури може да речеме и секојдневно не обкружуваат такви семејни насилства, дали во училиште, дали на улица, значи секаде е присутно семејното насилство, меѓутоа може да се каже дека ова семејно насилство што порано беше некако срамно да се пријави, да се прикаже, сега луѓето се повеќе се охрабруваат и значи пријавуваат семејно насилство. Чекор напред е што за семејното насилство веќе не е срамно да се говори, за разлика од претходно кога беше табу тема, сметаат психолозите. Според нив од голема помош се измените на законот за семејно насилство, кој им дава право да ја пријават оваа појава не само на жртвите, туку и оние кои ќе бидат сведоци на истото. Сега со многу трибини со новиот закон исто што излезе, има голема поддршка, а Македонија во последниве неколку години навистина многу посвети на семејното насилство.
се одржуваат низ за семинари, едукации на млади лица, на стручни лица, за точно отварање на своите души, на проговорување, на пријавување на семејното насилство. Тоа што порано беше можност само тој што е жртва на семејно насилство да го пријави, сега законот дозволува тоа пријавување да го направат соседите, да го направат соучениците, да го направат родителите, наставниците, значи се проширува кругот на луѓе кои можат да пријават било какво насилство, ако приметат, без разлика дали тоа насилство се однесува на брачни другари, на насилство кон децата, на насилство кон болна личност. Насилството во семејството представува кршење на човековите права на жртвите и е пречка за остварување на фундаменталните слободи и права. Тоа е сериозен предизвик кој има негативно влијание во секојдневниот живот во многу семејства и токму затоа владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика пристапија кон решавање на семејното насилство на еден темелен, одлучен и енергичен начин со цел воспоставување на прифатливи стандарди на однесување и висок цивилизацијски степен на комуникација помеѓу жените и мажите. Тетово во хаос е мотото на утрешниот протестен марш во организација на Партијата за демократски просперитет. Маршот ќе започне во 13 часот и 30 минути на градскиот плоштад. Ќе се протестира за загадувањето, лошата инфраструктура и за проблемите со водоснабдувањето. Ве повикуваме да сите заедно без разлика на верска, национална, партиска или било каква друга припадност, барем еднаш да покажеме дека едно универзално добро знае и може да не обедини. Ве повикуваме сите утре во 13:30 часот овде, од ова место, од плоштадот во Тетово, да го започнеме тој марш во правец на објектот на општина Тетово и да го искажеме нашиот револт за сето тоа што не е досега исполнето, а ветено веќе неколку пати, а тоа е меѓу другото и затворањето на поранешниот Југокром, кој што е детектиран од многу надлежни институции како најголемиот загадувач на нашиот град. Исто така за против неисполнувањето на ветувањата на неколку пати за изградба на нов водовод, инфраструктури и така натаму. Значи, уште еднаш ве повикуваме да сите заедно го кренеме гласот конечно против ова зло кое што на многу лесен начин може да се реши, но само треба да се покаже волја. На завршна сесија пред гостиварци беа образложени ефектите и реализираните проекти од програмата Буџетски форуми. Граѓаните слушнаа кои и колку од нивните предлози и барања за 2015 година ги остварила локалната власт на Гостивар. Со презентација на сработените проекти и преглед на реализацијата на општинскиот буџет за 2015 во Гостивар се заокружи програмата Буџетски форуми. Преку оваа програма, граѓаните добија можност со своји предлози и препораки директно да учествуваат во креирањето на општинската каса. Најголемиот дел од предлозите на граѓаните се однесуваа на инфраструктурни зафати, рече координаторот на проектот Дашмир Османи. Веруваме дека голем број од сите тие предлози на граѓани кои беа во текот на 5 сесии се обработуваат, се реализираат и се во тек на реализација. Дел од тие, значи, инфраструктурни проекти кои се побарани од страна на граѓаните во сите овие форумски сесии се од инфраструктурен карактер. Можеме да споменеме, да ги спомнам, улиците кои се најфреквентни во градот и се во централниот дел на општина Гостивар. Тоа се браќа Џиновски, кој се исто така е побаран од страна на форумските сесии, од страна на граѓаните. Беличица, исто така продолжување на улицата 201, па тука ќе се поврзан или мостот кој се предвидува во наредниот период да се реализира како проект. Изградба на канализации за отпадни води беше еден од приоритетите што произлегоа од барањата на граѓаните.
На последната сесија беше образложено колку од нив се реализирани. Има и од фекалниве канализации барања од граѓаните кои беа дискутирани и беа како предлози во форумските сесии. Некој дел од тие канализации се реализирани. Можам да спомнам делот во Дола Баница, Дебреше и неколку села кои се опфатени со овие проекти за канализации, но дел се и во тек на постапка. Главна цел на програмата Буџетски форуми е транспарентно и партиципативно креирање на општинскиот буџет. Проектот се спроведува со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка. Неприлагодена брзина, неправилно вршење дејствие, алкохол. Ова се најчестите причини поради кои на Тетовското подрачје во изминатите 9 месеци се случиле 556 сообраќајни несреќи. 3 од нив завршиле со трагични последици. Изминатите 9 месеци од годинава на поширокото Тетовско подрачје вкупно регистрирани се 556 сообраќајни несреќи или 91 помалку од истиот период лани, од кои 354 се случиле во населено место, а 202 на отворен пат, информира СВР Тетово. 3 од нив или исто колку лани завршиле со трагични последици, односно со 4 загинати лица, 1 возач и 3 патници, 42 со 54 тешко повредени, 192 со 412 лесно повредени лица, додека во 319 несреќи причината била само материјална штета, која кумулативно изнесува над 20,5 милиони денари. Најчести причини за сообраќајните несреќи во годинешното 9 месечие се неприлагодена брзина, неправилно вршење дејствие, недржење страна, недавање првенство, алкохол и друго. Најмногу сообраќајни несреќи, дури 98 се случиле во понеделник, а по 88 во среда и петок, претежно од 14 до 16 часот, односно 18 часот. Инаку според СВР Тетово во овој период вкупно контролирани се 9444 возила, од кои 472 биле исклучени од сообраќај, 104 технички неисправни и 364 нерегистрирани. Покрај тоа исклучени се 418 возачи, 56 од нив биле алкохолизирани, 252 без возачка дозвола, 76 возачи почетници и така натаму. Констатираните пропусти и недостатоци во периодот за кој станува збор заокружени се со 2499 платни налози и 1804 покани за наплата на глоба, 64 времено одземени возачки дозволи, 111 одземени сообраќајни дозволи и друго. Ловечката сезона официјално започнува во недела. СВР Тетово со апел доследно да се почитува законот за лов. На 11 октомври официјално започнува ловечката сезона. Ловечките друштва веќе се подготвуваат во недела на свечен начин да го прослават стартот на сезоната 2015-2016. Традиционален ручек организира Сдруженијето за лов, риболов и планинарење Љуботен од Вратница, кој ќе биде организиран во село Беловиште, поточно во еден од рестораните во местото викано Петачко Водиче. По повод ловната сезона 2015-2016 ловечкото друштво Љуботен на 11 октомври ја пушта званично ловот. По тој повод се организира свечен ручек во место викано Петачко Водиче во село Беловиште во објектот Арома М. Сметам во овој момент ги повикувам сите членови на ловечкото друштво, иако се они званично поканете, меѓутоа можно да се случи од технички причини некој да не добил покана, да дојдат на свеченото отворање на ловот. Ловот свечено се отвора символично на 11 октомври, инаку тој е отворен уште од 1 август за одреден дивеч, од 1 октомври за друг дивеч, а 11 октомври званично се пушта одстрел на зајак и јеревица, што представува символ на ловот во нашиот крај, иако сме ние ловечко друштво кој стопанисуваме со ловни терени за крупен дивеч, сепак 11 октомври и по повод денот на празникот, македонски државниот празник и по повод званичното пуштање на ловот го одбележуваме со свечен ручек.
Во пресрет на стартот на сезоната, секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира, односно подсетува доследно да се почитува законот за лов, во кој јасно е прецизирано кога, каде и како може и треба да се лови. Зашто глобите за непочитување на одредбите од законот за лов се мощни и ригорозни и пред се зависат од видот и карактерот на прекршокот. Незаконит лов пак е кривично дело за кое се предвидени парични и казна затвор до 3 години. Оттаму на ловџиите им се укажува безусловно да се придржуваат на сите законски норми и ограничувања. Секторот за внатрешни работи Тетово во наредниот период, како и минатите години, значително ќе ги засили контролите низ ловиштата на подрачјето што го покрива и координирано со другите институции ќе ги санкционира утврдените пропусти и прекршоци на ловџиите. По повод денот на гладта, Црвениот крст на Република Македонија организира кампања за помош на социјално загрозените семејства. Црвениот крст на Република Македонија е општинската организација на Црвен крст Тетово и оваа година 16 октомври денот на гладта ќе го одбележат со повеќе активности кои ќе се организираат во текот на кампањата под слоганот "Помислете и на нас". Целта на кампањата е да се сврти вниманието кон одредени целни групи, со цел собирање средства наменети за обезбедување пакети со храна за помош на социјално загрозените семејства. Отворени се телефонски линии за донации. Сите хумани граѓани можат да донираат 100 денари со повик на телефонските броеви од префиксите 070 075 077 143 400 или да донираат средства на сметката на Фондот за солидарност 370 13279666. Даночен број 403098427162 АД Комерцијална банка. Светскиот ден на храната се празнува на 16 октомври во чест на основањето на Организацијата за храна и земјоделие на Обединетите нации во 1945 година. Црвениот крст на Македонија кампањата по повод денот на борбата против гладта ја спроведува секоја година. Театарот од Битола солзи и смеја на 24 октомври со почеток во 20 часот. Пред тетовската публика ќе се представи сурнебесната комедија Жени на власт. Картите можат да се купат на билетарата во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово, каде и ќе се одржи представата. Почнуваме една турнеја низ Македонија, која ќе започне од Кочани и ќе продолжи низ сите поголеми градови низ Македонија. Ете, за прв пат ќе биде и Тетово на 24 октомври во Центарот за култура во 20 часот. Таа комедија вака. Содржината е многу интересна. Таа е нешто како приказна направена. Господ, така започнува. Господ гледа дека мажите многу ги малтретираат жените. Секаков контекст. Значи, од тепање, од ручеци праење, значи малтретирање нема и решава да ги смени улогите. Да му ја даде жената, власта на жените, а мажите да бидат со шами и да чистат и да прат ручеци и така натаму. Сега тука има еден многу интересен заплет. Тука има една градоначалничка која е многу во подминати години, па го сака да го омажи Стојанчо, тој е синот на незината најдобра пријателка. И тука има така една љубовна врска и што е битното, жените го прават многу полошо то малтретирање од колку мажите. И са тука, да не ја раскажуваме цела представа, на крајот пак му иди на Господ умот и се завршва како што беше. Во полициската акција во Скопје и Куманово се уапсени најмалку 8 луѓе, потврди од Министерството за внатрешни работи.
се извршуваат претреси во повеќе објекти на приведените. Според неофицијалните информации, станува збор за апсење на група осомничена за трговија со дрога и оружје и криумчарење на мигранти. Запленети се возила, пари, дрога и други предмети, за кои што постојат сознанија дека потекнуваат од извршени кривични дела. Во рамките на утринската акција на полицијата уапсен е и председателот на Основниот суд во Куманово, потврдија за телевизија Телма извори од надлежното обвинителство. Собранието на Македонија не ги поддржа предлог законите за изменување на законите за основно и за средно образование, поднесени од група пратеници од опозицијската СДСМ, со кои бара укинување на екстерното тестирање. Според опозицијските пратеници, со неколкугодишното спроведување на екстерното тестирање, наместо да се подобри квалитетот на образованието, состојбите се влошиле. Пратениците од ВМРО ДПМН пак истакнаа дека екстерното е дел од реформите кои се спроведуваат за подобрување на квалитетот на образованието. Пратениците на 3 опозицијски партии во Косовскиот парламент со свиркање и поливање со вода ја блокираа работата на денешната седница, не дозволувајќи да се пристапи до говорницата. Во таква атмосфера беа усвоени низа закони, а пратеникот Черим Бајрами за Радио Слободна Европа потврди дека во салата бил фрлен и солзавец. Опозицијата 3 дена го блокира парламентот, барајќи од косовскиот премиер Иса Мустафа да го повлече договорот постигнат со Белград, посебно согласноста за формирање на српски општини. Грчкиот премиер Алексис Ципрас доби доверба во парламентот и вети дека ќе ја извади земјата од финансиска криза до 2019 година со спроведување на остри мерки за штедење. Неговата влада беше поддржана од 155 пратеници во парламентот, кој има 300 пратенички места. Ципрас на 20 септември беше избран за нов 4-годишен мандат и покрај тоа што се откажа од критиките против острите мерки за штедење, со кои победи на претходните избори во јануари годинава. Сега тој вети дека ќе ги спроведе сите потребни мерки за штедење и реформите што се усогласени со странските кредитори, со цел да се добие финансиска помош од 86 милиарди евра. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека постои загрижувачка ескалација на руската воена активност во Сирија, еден ден по нејзиното драматично проширување на воздушната кампања. Пред министрите за одбрана на НАТО Столтенберг денеска во Брисел рече дека со оглед на руската воена кампања, алијансата е подготвена ако е потребно да ги распореди силите на нејзината членка Турција по нарушувањето на воздушниот простор од руските авиони. Тој рече дека НАТО ќе направи проценка на последните случувања и на нивните импликации на безбедноста на алијансата. Русија на 30 септември ги започна воздушните напади во Сирија, што предизвика критика од Турција и од западните земји кои учествуваат во коалицијата предводена од САД против групата на Исламската држава. Председателот на ФИФА Сеп Блатер и двајца декларирани кандидати за негови наследници се суспендирани на 90 дена од страна на Комитетот за етика на Светското фудбалско управно тело. Исто така суспендирани се и шефот на Европската фудбалска федерација УЕФА, како и подпредседателот на ФИФА. Платини и Чунг објавија дека ќе се кандидираат на изборите во февруари за председател на ФИФА. Чунг доби забрана од 6 години и беше казнет со 100.000 швајцарски франци. Денес имавме претежно облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 8 до 15, а дневните од 12 до 22 степени. Утре не очекува облачно време наместа со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 8 до 16, а дневните од 15 до 23 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!